Оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, решава многу наследени проблеми од претходната криминална власт на ВМРО-ДПМН. Впрочем, знаеме дека скандалот кој што излезе за 12.000 наши граѓани, на кои што буквално придонесите им били уплаќени само во едниот пензиски столб, знаеме дека биле сериозно оштетени тие граѓани. И ние се држиме и изнаоѓаме решенија на овој проблем со цел да им го решиме проблемот на истите тие граѓани. Со задоволство можам да потврдам дека се обезбедени, поправете ме ако грешам, 19 милиони евра за надминување на проблемот на тие 12.000 граѓани. Има надлежни институции кои што треба да поведат постапка за да утврдат одговорност. Ние решаваме проблем на оштетени граѓани заради претходни лоши политики. Тоа е суштината. Одговорна политичка партија и државотворна на изнаоѓа решение на проблемите. Надлежните институции правосудни изнаоѓаат и во транспарентна постапка пронаоѓаат дали има вина и одговорност и кој треба да ја сноси. Лицемерно е од ВМРО-ДПМН да тврди дека оваа влада ги крати пензиите. Спроведуваме реформа каде што ќе има усогласување на пензиите 2 пати годишно и тоа ќе ги усогласуваме пензиите за 100% од растот на трошоците за живот, а не како што тоа се правеше порано за 50%. Статистичките податоци се доволен и добар показател за тоа дека пензиите растат. Ако го земеме фактот дека во 2017 година просечната пензија изнесувала 13.954 денари, а во 2018 година 14.421 денар, ова е убав показател дека реформите се спроведуваат, пензиите растат и ќе продолжат да растат и да се исплаќаат на време. Нема кратење, апсолутно. 2 пати осогласување и тоа за 100% согласно растот на трошоците за живот, за разлика од тоа како се правеше претходната власт, тоа беше за 50%, со што пензионерите не добиваа вистинско зголемување на пензиите. Ви благодарам.